Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 40 на минути, на вистина 40 на минути, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е книгата Европа слепо црево на познатиот свет. Стефан Влахов Мицов. Постојано повторувам дека постојат два историчари, два живи историчари во Република Македонија, кои особено ги почитувам, тој е Тодор Чепреганов. Снимивме интервју денес со Тодор Чепреганов, ќе го емитуваме во недела во 22 часот, трае некаде 70 на 80 на минути, одлично интервју и едно скандалозно интервју со Стефан Влахов Мицов. После 5 или 6 интервјуа со Стефан Влахов Мицов, како би реков некаде пред 10-15 дена, третото интервју е спорно или третото интервју е проблематично, испадна дека петото или шестото интервју со Стефан Влахов Мицов е проблематично. Почнавме да разговараме за признавање на Охридската архиепископија, делумно на тие разговори помеѓу Македонија и Бугарија, сакавме да разговараме со Русија, меѓутоа веројатно тој разговор ќе го оставиме за некои подобри времиња. Ова емисијата во Центар и во оваа емисија се поставуваат вистинските прашања на начин на кој некој ги прифаќа или некој не ги прифаќа, на некој им се допаѓа или на некој не им се допаѓа. Меѓутоа јас на никого не доложам ништо. Кон никого немам обврски. Имам свој ставови по клучните прашања за Република Македонија и бидејќи имам свој ставови по клучните прашања на Република Македонија, сметам дека публиката која ме гледа заслужува тие ставови да ги презентирам. Да ги презентирам без тронка на задршка, да ги презентирам така како што ги гледам, така како што ги доживам и така како што мислам дека е најдобро за Република Македонија. На 8 септември 1991 година, ние како граѓани, како луѓе кои се современици на формирањето на независната македонска држава, гласавме на референдум за 3 работи. Првата работа беше независна Република Македонија. Втората работа беше името Република Македонија. Се влезе во еден процес на мачни преговори, на мачни процеси, на крај целиот тој процес заврши со едно клякаво, неуспешно менување на името со 8 купени пратеници, со танге-франге операции кои ќе ги слушаме во некои идни бомби во Република Македонија. И заврши целата таа работа на еден мизерен начин. Било која нормална држава не ги завршува своите процеси на еден таков начин, со некој Владан Кавировиќ, со некои луѓе, со разни осумнина кои добили одредени средства, пари им се, простени одредени кривични пријави. Не се формира држава на таков начин. Не функционира држава на таков начин. Меѓутоа тоа ја покажува слабата капацитетност за двете најсилни партии кои функционираат во Република Македонија, тоа е СДСМ и тоа е ВМРО-ДПМН. Изминатите 30 години едните нешто правеа, а другите нешто критикуваа. И тоа е суштината на конфликтот кој се случува тука во Република Македонија. Едните правеа одредени работи подобро или полошо, смасно или несмасно, кљаково или успешно, а другите постојано се дистанцираат од правење на било кои работи. Кога ќе видите клучните работи кои се направени во Република Македонија, тоа е независноста на 8 септември 1991 година, приемаат во Обединетите нации, времената спогодба, рамковниот договор, преспанскиот договор, сегашните преговори со Бугарија, признавањето на Охридската архиепископија се случуваат во мандатот на СДСМ. И тука имате една драматична очебијна неспособност. Сите тие работи кои вие ги имате направено, за кои трпите драматични политички штети, сте трпели и во мандатот на Бранко Цренковски, и во мандатот на Владо Бучковски, и во мандатот на Зоран Заев, и во мандатот на Димитар Ковачевски, да не знаете тоа да го продадете пред македонската јавност, бидејќи знаете суштината на процесите кои вие имате преговори со Бугарија. На една страна е распродажба, депатриотизам или непатриотизам, предавство на националните интереси, на другата страна е иднина. Европска унија, инвестиции, работни места, останување на младите, така натаму и така натаму. И вистината некаде на средина. Вие давате или продавате дел од националните интереси, но инвестирате во иднината на Република Македонија. И ако тука немате баланс или имате дисбаланс, а тоа го правите поради некапацитетноста да ја презентирате пред македонската јавност приказната зошто го правите во наводници тоа предавство и што ќе добиете со таа иднина, вас ви останува полна чаша со предавство и празна чаша со иднина. Тоа е символот или символиката на владењето на СДСМ. Една драматична некапацитетност, видите. Еден Христијан Мицкоски во период кога преговараат за договор со Бугарија и кога имаат признавање од Вселенската патриаршија на Охридската архиепископија или на Охридската црква, вие имате Христијан Мицкоски ВМРО-ДПМН кој во клучни моменти
како некоја продолжена рака на руското влијание на Балканскиот полуостров, првенствено преку Белград и второстепено преку Софија, да ја радикализират политичката ситуација во Република Македонија. И ако ви му дозволите да не Христијан Мицкоски, ваков каков што е, неспособен да си игра дрн дупка со вас, тога сте ви уште помалку капацитетни или уште понекапацитетни од Христијан Мицкоски. Ако не можете да воспоставите контрола во државата и врз процесите, ако тие процеси ви се случуваат апсолутно нихилистички, апсолутно без никаква контрола, апсолутно надвор од било која траекторија на нормално функционирање во Република Македонија, тогаш вината половина на тие што го прават и на половина на тие што не го прават. Ние како држава, како граѓани кои не сакаме да припаѓаме на едната или на другата страна, се чувствуваме незаштитени. Незаштитени на социјални мрежи, незаштитени било каде во државата, бидејќи постојано кога ВМРО доаѓа или паѓа од власт, се јавува еден наплив на една агресија. Ке апсат, ке бесат, ке колат, ке расчистуваат, долга била раката на ВМРО. Па видовме колку е долга раката на ВМРО. Најмногу во историјата на ВМРО се тепат или се убиват помеѓу себе, по софиските или по македонските улици. Така што сите тие приказни за ќосиње, за мосиње и така натаму, на крајот завршува за тендери. На крајот завршува за добиени пари. Нема ни м од македонштина. Нема ни м од македонштина ни една на друга на трета страна, бидејќи ние денес сме зрели патриотизмот да почнеме да го воспримаме на еден поинаков начин. Патриотизмот денес е еднакво на фрижидер, еднакво на добро живење, еднакво на добро функционирање. Во 22 век е многу поважно вие да имате нормална живеачка, отколку номадски да живеете било каде во светот. Правењето на знак нееднакост помеѓу имање и немање држава, или како велите, што кај ни е држава ако е таква каква што е. Подете кажете им на тие ваши претходници, дедовци, прадедовци и така натаму пред 120 години, за каква држава се бореле. Погледнете ги фазите, па ние имаме токму околу тие фази проблеми со преговорите со Бугарија. Бидејќи целиот тој процес на зрење на македонската идеја од независна, автономна и така натаму Македонија, тој процес на зрење, процес на еманципација од некакво бугарско влијание. Точно дека еден поголем дел на сите тие наши комити, револуционери имале танге-франге со бугарската официјална политика. Тоа не може да фрли сенка на македонскиот процес на независност, на зрењето и формирањето на македонската идеја, на зрењето и формирањето на македонизмот и формирање на македонска држава. Ке некој тоа се случува порано, ке некој тоа се случува подоцна. Меѓутоа, ни ке едните, ни ке другите тоа не е дефектен процес. Дали сме ние стрекни од државата? Не. Дали ние сме стрекни како изгледа оваа држава? Не. Дали сме стрекни како изгледат нашите деца? Па ние погледнете, нашите деца сакаме да изгледат како нас. Ако ние не сме били успешни во тенис, треба да бидат нашите деца. И ние всушност стануваме по професија родители. Родители кои треба да воспитуваат деца, кои треба да ги надминат или да ги решат оние работи кои ние не сме ги направиле во животот. Ето истото го сакаме и го посакуваме од државата. Ние не одиме да се бориме за државата, но државата треба да дојде да се бори за нас. Ние не треба да ја плаќаме данок на државата, не треба да ја напуштиме државата, не треба да одиме во странство, да живееме во странство, но државата не сме да влезе во НАТО и ВЕО. Ние ќе одиме во Германија, ќе прифаќаме дека сме северни македонци, ќе прифаќаме НАТО, ќе добиме бугарско државјанство, меѓутоа државата не сме да преговара со Бугарија. Тоа се двојни стандарди кои не руинират, не уништуваат од внатре. Ова вечерва ќе го гледате. Ќе оди песна за Евровизија. Од скандал во скандал влегуваме на песна за Евровизија. Она фрлање на македонското знаме. Тоа не може ни еден нормален човек да го прифати, не може ни еден човек да го објасни зошто тоа ни се случува. Ни се случува бидејќи имаме една драматична деструкција на сите вредности во општеството и во државата. Кога одеднаш ще претворивме во држава која не знае да почитува авторитети, кога не знае да почитува нормални правила на однесување, држава каде што политиката и начинот на размислување го диктираат социјалните мрежи. А социјалните мрежи, како што вели Умберто Еко, стана место на одредена инвазија на идиоти. И не го велам јас тоа, вели Умберто Еко, дека ако пред 10-15 години тие луѓе кои после 3 пива или 3 чаши вино кажува одредени работи во кафана, и општеството тоа можеше да го прифати и да се соочи со тоа, бидејќи тоа не правеше проблеми на општеството, сега тие луѓе се преселени на социјалните мрежи. И со таа
ако што ја нарекува Умберто Еко инвазија на идиоти, ние имаме идиотизација на социјалната сфера или на сферата на социјални медиуми во Република Македонија. И затоа нас ни се случуваат драматични проблеми кои ги имаме сега. Имаме неспособна власт, имаме неспособна опозиција, имаме драматично контаминирани социјални мрежи. Имаме ли шанса да успееме? Да, ако припаѓаме на некое поголемо семејство. Тоа што нас ни фалат стандарди. Тоа што нас ни фалат правила на однесување. Тоа што нас ни фали да имаме одредени права и да имаме одредени привилегии, но имаме одредени обврски. Те обврски мораме да ги почитуваме. Никој друг нема да плаќа даноци. Никој друг нема да оди војска. Никој друг нема да се бори за Македонија. Никој друг нема да гласа во Република Македонија. Никој друг нема место нас да се попишува во Република Македонија. Гледате, после ова признавање на Охридската архиепископија, сите се затрча да му честитат на дедо Стефан. Па што му честитате на човеков? Па гледате, директорот на Државниот завод за статистика не му даде ни плакета, ни повелба, бидејќи човекот не учествуваше во пописот, намерно го минираше пописот. И сега имаме во диаспората помалку 30% македонци, повеќе од 65% албанци. Што ќе се случи сега со ребалансот на буџетот? Па преку Агенцијата за иселеници, повеќе од 65% од парите, од букварите, од помошта, ќе одат кај албанците кои се попише на пописот во Република Македонија. Немојте од луѓе кои се некапацитетни и неспособни да ми правите гранде величини. Па премиерот, па лидерот на опозиција, па оној лидерот на ВМРО во бегство, Лазар Колишевски, кој е на топол оброк 3 пати на ден на гулаш, одредена храна во Будимпешта, и тој го поздравува признавањето на Охридската архиепископија и му честита на дедо Стефан. Но зошто му честитате? Тамо на чело на црквата 1999 година со кран е поставен човек кој по ниедна основа не заслужува да биде на чело на Македонската православна црква. 2004 година има одредена средба во Александар Палас. На таа средба присуствува, тога за прв и последен пат се среќам со дедо Стефан, за прв и последен пат се среќам со дедо Наум, присуствува Штеро Јанаков и присуствува Хари Костов, мислам дека е министер за внатрешни работи, група на 10 највлијателни новинари, главни уредници или opinion makeri во Република Македонија. И тога се во проблемот со Македонската православна или она православна Охридска архиепископија на Јован Вранишковски. Тога за прв пат е дадена идејата на името на Македонска православна црква да се додади цртичка Охридска архиепископија. Бидејќи тоа е нашата сила. Охридската архиепископија. Македонија и Охридска архиепископија. Диецезата на Охридската архиепископија е многу поголема и многу поширока од територијата на денешна Република Македонија. За тоа се боле регенерации за Македонија и за Охридската архиепископија. И ние тоа го добиваме. Ние тоа го добиваме, можеби не во форма во која сме сакале да го добиеме, но сепак го имаме. Од нас зависи дали ќе сме стрекни или нестрекни поради тоа што го имаме. Знаете, да бидете нестрекни од животот не е голема филозофија, секој будала може да биде нестрекен. Поентата да го добиете тоа што го сакате, тоа што не ви се допаѓа да се обидите да го поправите, ако не можете сега за 1, 2, 3 или 5 години, можеби на крај на животот и нема да го поправите, меѓутоа нема да се откажете од борба тоа да го направите. Република Македонија после 30 години независност е членка на Обединетите нации, членка на НАТО, чека почеток на преговори со Европската унија. Што мислите, ако тоа им го понудиме сега на украинците, ќе го прифатат или ќе го одбијат? И тоа е суштината. Дали чашата е полуполна или полупразна? Треба да научиме како зрела држава дека ние не можеме да завршиме се во животот. Дека секој од нас има одредена отсечка, одредена точка, одредена делница. И во нашиот живот ние треба да ја завршиме таа делница. Не можеме во нашиот живот да завршиме нешто што не направиле претходните генерации или нешто што треба да направат идните генерации. Дали некој сте го поставиле прашањето зошто комунистите во центарот на Скопје не кренаа споменик на Јосип Брз Тито или на Лазар Колишевски. Туку Никола Груевски дојде и го начачка во Скопје 2014 година центарот на Скопје со 50 споменици. Бидејќи комунистите смета дека времето треба да ферментира кој треба да биде у центарот на Скопје. Дека преку такви проекти, преку таква архитектура ние не пишуваме историјата на македонскиот народ. Туку самиот народ, оставајќи времето да ги ферментира процесите, да ја напиши сопствената историја. И тоа е суштината. Така треба да размислува една зрела нација. Ние треба да се стремиме да се движиме кон таа зрела нација. Бидејќи, што се 30 години независност или претходно,
македонска историска мисла 50-60-70 години, бидејќи двата бардови на македонската историска мисла, Катарџиев и Блаже Ристевски, се спореа или беа во конфликт кога почна процесот на зрејање на македонизмот, дали некаде 1870 или 1880 година или 20 или 30 години подоцна. Да ние имаме право на сето античко минато кое се случило на територијата на Македонија и на цар Самуил или на Александар Македонски, бидејќи знаете. Се што е случено овде е случено на територија на Македонија. Ние не можеме како на шведска маса еден дел или едно одсечко историјата да ја прифаќаме како наша, еден дел од историјата да не ја прифаќаме или да не ни биде дозволено да ја прифатиме како наша. Античкото и секакво друго минато, без разлика на преспански и секакви други договори, постои тука. Ние не сме тиква без корен. Тој корен има 20 или 30 века надоле. Меѓутоа тој корен не е само наш. Александар Македонски, сите овие големи историски личности, цар Самуил, Исаак Њутон, Америго Веспучи, така натаму и така. Тоа се историски придобивки. Вие не можете тие историски придобивки да ги генерализирате или ги приватизирате сами со себе. Бидејќи тие носат добри и носат лоши работи. И тие се ваши, и тие се сечи. Бидејќи нациите во современа смисла на зборот постојат 18, 19, 20 век. Претходно тоа било функционално на еден сосема поинаков начин. Хеленскиот свет, значи грчки свет, античка Македонија е наша колку што е на соседите. Го имаме името Македонија и тоа нас ни припаѓа и никој не може да ни го земи. Меѓутоа 51% од географска Македонија, од таа страна на границата. Кога тоа ќе го разбереме и кога ќе најдеме начин како да функционираме меѓусебно, тогаш многу лесно ќе ги решаваме проблемите. Погледнете ги сите мои интервјуа кои ги правам во Софија. Јас со нив никогаш не разговарам на историски теми. Јас со нив никогаш не отварам Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Даме Груев и така натаму. Па дури кога станува Божидар Димитров од интервјуто, јас никогаш не дебатирам на историски теми. Дебатирам со бугарските фрустрации во однос на Република Македонија, со погрешната бугарска политика во однос на Република Македонија. Бидејќи кај сите тие историски личности ние можеме да најдеме елементи кои во корист на бугарската историја, елементи кои во корист на македонската историја. И ние имаме две дефектни истории и поради тие две дефектни истории, поради напластените проблеми помеѓу македонскиот и бугарскиот народ, ние да најдеме сега договор. Тој договор ќе биде предмет на такви длабоки фрустрации на двата народи, што е прашање на време како ние ќе можеме да функционираме со така длабоки фрустрации. Појдете сега во Банско, појдете на бугарското Черноморие. Ете како се заладени односите. Како некои луѓе со кои до пред 1, 2 или 3 години нормално сте функционирале, после првото, второто, третото бугарско вето, тие односи се веќе заладени, веќе не се на тоа ниво. Како србите многу поинтелигентно тоа го прават. Не го прават српски, туку криејќи се зад поранешна Југославија или зад идејата за југословенство или јужнословенство. И тоа се финеси кои ги прави умешно или неумешно одредена држава. Ние се наоѓаме сега во една пресвртна точка на македонската историја, точка кога можеби ќе направиме или нема да направиме договор со Бугарија, кога решаваме црковното прашање, може да се чувствуваме како победници, можеме да се чувствуваме како губитници, како велам. Нема потреба од голема филозофија вие да се чувствувате како губитници. Тоа може секој будала да го прави. Поентата е да се чувствувате како победници, дека нешто ситно сме направиле, дека некој камче сме ставиле во тој мозаик на македонската историја и некој после нас тоа камче ќе го направи во поголемо камче. Тој мозаик ќе го направи уште поубав мозаик или подобар мозаик и така натаму и така натаму. И тоа е суштината на живеењето. Како вели Милчо Манчевски, кругот мора да се затвори пак, повторно да почне, бидејќи тоа е и суштината на нашето битисување на овој свет. Девојчето кое представува Македонија на Евровизија го фрлила знамето. Она што претходно ја представуваше Македонија не знаеше да пее македонската химна. Оној кој лани ја представуваше Македонија имал одредени хомосексуални склоности или бил геј, па сега треба да се омажи со некој свој партнер. И ние постојано наоѓаме причини да сме изфрустрирани, да сме нестрекни. Па дури ово сегашно раководство на македонската радиотелевизија пред 4 или 5 години, кога СДСМ доаѓа на власт, а позициите на Боки 13 се на топ ниво во врвот на СДСМ, размислува да го пратат и Боки 13 на Евровизија. Бидејќи кога е бал, нека биде маскен бал. Но суштината или вистинското прашање никој не го поставува. Кој 11 години на чело на македонската радиотелевизија? Дали вие знаете како се вика генералниот директор на македонската радиотелевизија? Дали знаете како изгледа генералниот директор на македонската радиотелевизија?
Дали некој го прашал генералниот директор на Македонската радио телевизија, па што правеше човече со тие документарци, кај што ни ја переше свеста дека Тодор Александров и Иванчо Михайлов се најзначајните личности во македонската историја. Па зошто побогу човече ја фалсификуваше македонската историја? Зошто правеше карикатура со антиквизацијата? Зошто ги правеше карикатура со сите историски процеси? Каде се парите за она серија која требаше да биде снимена со Вардар филм? До каде е таа серија? Каде завршија парите? До каде се судските процеси? Па нели се отвори процес на преиспитување како се трошени одредени медиумски пари? Како сите се санкционирани политички или судски и од СДСМ и од ВМРО? Да па единствено ова дули и коки варијанта на чела на Македонската радио телевизија влакно не им фали од главата. Никој не го поставил прашањето, чекајте, во чив мандат се случуваат сите овие скандали поврзани со Евровизија, немање пренос на репрезентација, не купување права за Ракомет Вардар, македонска ракометна фудбалска репрезентација и така натаму. Откаде таа некапацитетност која 11 години се толерира на чело на државната телевизија? Погледнете како функционира овој СДСМ. Знаете, тие се здрели топтан заедно со она нивна зграда на Бихачка, некој да ги спакува и низ Вардар да ги пушти во Егејско море. Бидејќи вие да решите клучни проблеми во државата, сега нормално ќе скокнете, па не е Северна Македонија решавање. Да е решавање, можеби е лошо или не е толку добро, но е решение на еден проблем кој трае 30 години или 50 години. Јас би бил многу посреќен со некое друго решение. Република Македонија во Скопје. Да не биде ергомнес, да биде само за меѓународна употреба, но е решение. Некој тоа седнал и го решил, вложил енергија, вложил труд, знаење толку колку што има, капацитет толку колку што има и решил одреден проблем, се вклучила меѓународна заедница. Како е решен црковниот проблем? Сигурно не седнале Зоран Заев, Оливер Спасовски и го решиле со Вселенската патриаршија. Го реши Џефри Пајет пред 2 години, погледнете ги емисите. Пред 2 години, кога она признавање на Украинската православна црква, ви реков дека архитектот на целиот тој процес е Џефри Пајет. Амбасадор на Америка во Грција, погледнете ги фотографиите од Александрополис, кај што присуства бугарскиот, македонскиот, албанскиот, грчкиот, српскиот премиер, односно председател Александар Вучич, и има еден амбасадор или човек кој има рака во џепот. Тоа е Џефри Пајет. Главниот архитект на сите процеси кои се случат тука на Балканскиот полуостров. Успева да го прекини тоа вековно пријателство на грчкиот и на рускиот народ. Па тамо некаде пред 2 или пред 3 века руските бродови по Средоземјето, по Медитеранот и по морињата ширум светот пловеа под грчко знаме. Овие фанариотски државички кои се формирани во Молдова и по течењето на реката Дунав, тоа биле со заедничко формирање на Цариградската патриаршија, затоа си кат фанариотски или фенариотски, Фенер, тоа областа во Цариград, кај што е седиштето на Цариградската патриаршија, има доминантно грчко влијание. Со решавање на Преспанскиот договор, со сите слабости што ни ги донесе тој Преспански договор, со сите фрустрации кои ни ги донесе тој Преспански договор, ние станавме членка на НАТО и ги решаваме тие билатерални односи помеѓу Вселенската патриаршија и Охридската архиепископија. Дали би биле пострекни ако имаме признавање на Македонската црква или ако немаме признавање на Македонската црква? Најстрикни би биле ако тоа го направиме под името Македонска православна црква, Црквичка Охридска архиепископија. И то ние не бираме во животот помеѓу две идеални ситуации. Ние во животот бираме помеѓу една полош и една подобра ситуација. Знаете, тоа што го кажува Симеон Радев во интервјуто за еден италијански вестник на прашањето како се чувствуваат. Или ние би биле најстрикни кои би биле македонци. Но бидејќи тоа не секогаш е можно, тогаш ќе одбериме помеѓу тие опции кои ни стојат на располагање. Така било пред 120 години, така и денес. Тоа е процес на зрење на македонизмот. Или што би рекол Блаже Коневски, преголемо ни е името и некој ќе посегне да не го земе. Бидејќи тоа име е толку големо. Најмногу што можеме да направиме е не да дозволиме тоа име некој да може да ни го земе. При тоа ние не можеме тоа име да го имаме само за нас, бидејќи тоа не е само наше. Тоа е име кое е спомнато во Библијата. Кога нешто е спомнато во Библијата, кога нешто е толку старо, кога нешто е толку древно, кога нешто е толку мокно, па што не е спомната Бугарија или Србија во Библијата, тука е спомната Македонија. Тоа што е нашо и сечие. И ние треба да знаеме тоа да го имаме како нашо и да го делиме со останатите. И тоа е суштината на животот.
Да имате, да делите, да знаете да живеете и да знаете да се срекни со тоа што го имате. Се врата на Македонската радио телевизија. Недозволиво е начело на медиумскиот сервис, каде што биле бардови, Матеа, Матевски, така натаму. И да имате 11 години луѓе на кои не им го знаете името, на кои не им го знаете ликот, кои правеле танге-франге, што би рекол Лучо Јургиевски, се средно богати бизнисмени или тајкуни во Република Македонија, кои се комши на Љубисав Иванов, односно на Мали Дзинго, на синот на Љубисав Иванов Дзинго, тамо некаде Коздели, како се вели тој, резиденцијален кварт на главниот град на Република Македонија. Македонија мора да научи на вистински места или на клучни места да поставува вистински луѓе. Не партиски апаратчици, не Климово Глактакоевич, што велеше Никола Младенов, туку луѓе со интегритет. Кога ќе научиме да поставуваме луѓе со интегритет на клучни места во државата, нема да ни се случува скандали од типот некое девојче или девојче да го фрла македонското знаме. Како можете да фрлате македонско знаме? Па луѓе гинеле по тоа знаме. Гинеле 2001 година. Гина денес. Некои се борат за тоа знаме. Генерации и генерации се бореле за држава која ќе има нашо македонско знаме без разлика што ги има направено Мирослав Грчев. Меѓутоа, немојте да ги решавате или да ги лечите последиците. Причините. Суштината да ја решиме. А суштината е на вистинско место да поставуваме вистински луѓе. Следува интервју скандалозно со Стефан Влахов Мицов. Трае 27 минути. Сами ќе видите како завршува тоа интервју. Не сме секоја срекни во животот, некои работи да се случуваат, меѓутоа во оваа емисија се поставуваат вистински прашања, на начин како што јас мислам дека треба да се поставуваат. Сите ги почитувам и ги респектирам, меѓутоа вистината ми е помила од Цицерон. Секогаш, кога ќе треба да изберам помеѓу пријателство и вистина, помеѓу пријателство и професионалност, јас избирам професионалност. Никој во оваа емисија не може да дојде и да не му бидат поставени вистинските прашања, без да биде навредуван, без да биде омаловажен. 27-8 минути, интервју со Стефан Влахов Мицов. Ние се гледаме и се слушаме по завршување на интервјуто. Стефан Влахов Мицов после 4 месеци. Претходно имавме пауза некои 15-16 седмици. Така, да. Како се погоди? Кога почна војната во Украина, прво на кој се сети бевте вие. Значи, прв бевте кој рековте дека светот се движи кон Трета светска војна. И правеа зафрканци со тоа. Наудрене, хистеричене, што тропа, што треска и навистина светот се движи кон Трета светска војна. Тоа не се збори, тоа не се кажува, меѓутоа секој што ги гледа работите, гледа во кој правец одат тие работи и кода тие разврски. Прво имате книга која ми донесовте. Благодарам. Книгата се ка Европа слепото црево или слепо црево на познатиот свет. Да. Сега пред неколку денови излезе. Честито со. Па тоа е сега, значи, како е тоа размислување, зашо е слепо црево, така, и во тоа, ама само со една реченица, пошто не е тоа, нема потреба повеќе. Гледаме дека од Азија, тие последното преселение, како се вика, на народите од 4 век, од Азија доаѓаат во Европа, полната Европа. Така, значи Азија, кажано вулгарно, изврва своето ѓубре во Европа, која е ретко населена. Ако исклучим тамо, нали, Римската империја и тоа, другите тамо делови, централниот и таков дел, каде се Германија, други, тоа се ретко населени. Потоа, што правиме? Во 16 век, веќе па Европа изврва дел од своите авантюристи во така наречениот нов свет. Си ги тоа трансформира. Така што практично јас не случајно споредувам слепото црево во човечкиот организам. Знаеш, кога има некое воспаление и друга може човекот да си замине. Со слепото црево во општествениот организам. Тогаш кога има, значи тогаш светот може да си замине. Тоа споредби. Сега кој сака ги чита. Се налютивте за формулацијата рубле патриоти, дека вие не сте рубле патриоти. Добро знам себе. По добро, можат луѓето и долари да добиват да се рубле патриоти.
Дали ние ко Македонија, бидејќи вие сте роден во Бугарија, меѓутоа познаете македонската, знаете бугарската историја и сте човек со кој можеме да разговараме. Овие две емисии ќе ме интересува се со Тодор Чеплеганов. Според мене двата најголеми живи. Тодор Чеплеганов е двата најголеми историчар. Живи историчари во Република Македонија. Тема на разговор се македонско-бугарските односи, војната во Украина која се случува, признавањето на црквата, односно на Охридската архиепископија. И гледате, сите овие луѓе кои се на страна на Русија во војната со Украина, одеднаш после признавањето на Македонската православна црква, односно на Охридската архиепископија, реагира Српската православна црква, Бугарската православна црква и Руската православна црква. Зошто Руската православна црква реагира на признавањето на Македонската православна црква? Дали ние постојано велиме дека Америка, Западот, Европската унија се тие кои не сака да постои македонски народ, кои не сака да постои кои не оценуваат, не условуваат на тера да направиме договори, рамковен договор, Тиранска платформа, Преспански договор, одеднаш Руската православна црква прв пат така категорично се спротивставува на признавање на Охридска архиепископија. Сега прво мора да расчистиме тоа со една голема заблуда. Која? Заблудата односно наводното признавање на Охридската архиепископија. Признавање на Охридска архиепископија нема. Нема признавање на Охридска архиепископија и јас не случајно кога читам, глупости разни кои ги трескат и ВМРО дека слават, не знам па владиците тие, кое сега се вика така во третиот дел. Како име на ова црква го признава Охридска, имајќи го на ум како област на нејзината юрисдикција, владењето во границите на државата Северна Македонија, како што нејзиниот предстојател писмено и вети на Вселенската патриаршија, која не го употребува терминот македонска или друга изведенка од зборот Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека практично ние се враќаме во периодот пред 1967 година. Разликата во што е? Тогаш со осамостојувањето става црковен раскол, така, значи ние не сме признаени. Сега практично се враќа тоа. Ние сме признаени како дел од Српската православна црква и затоа се повикува во вториот дел. Се остава на најсветата црква на Србија да ги уреди управните прашања што ги има помегу неја и црквата во Северна Македонија. Така што ние практично ништо не добиваме, ние ни одземаме. Исто како со името и со Преспанскиот договор. Ме разбрав, нели прочитавме тоа. Па еве сега, ама таа точка не се јавува во македонските медиуми. Затоа сте вие тука, нели? Да прочитате, бидејќи точно така. Мило ми е признавањето на црквата, но помила ми е вистината. Сега јас сакам да биде признаен. Сакаме да анализираме. Кога Јован Вранишковски ја прави својата црква, не 1967 година, ние се враќаме на оние нишки разговори. Уште предходно, нишки разговори кои се правени во време. Кога веќе се расколот кога става. Во овој временски период се решават или се средуваат оние прашања кои не успе да ги заврши Лјупчо Ѓоргиевски во мандатот 2001-2002 година. Тој преговараше со грците, тоа беше Коста Симитис, беше Јоргос Папандреou министар за надворешни работи, беше Слободан Чашуле, Никола Димитров од македонска страна, Александар Димитров од македонска страна, кој се разговараше за признање помеѓу Македонија и Грција. Тогаш на тапет или на маса беше името Горна Македонија. 3 или 4 имиња беа ставени. Горна Македонија, Долна Македонија, Република Македонија, Скопје и Нова Македонија. Тоа се 4 имиња кои најмногу се има. И беа овие нишки разговори, кај што беа вклучени дел од клерот на Македонската православна црква, Јован Вранишковски, Дедо Наум и така натаму, и беа вклучени во тие преговори. Владиката Пета беше вклучен во тие разговори, од друга страна Филохија Радовиќ кој ги прави овие процеси или промени, покојниот Филохија Радовиќ кој ги прави промените во Црна Гора и рушењето на Мило Ѓукановиќ. Тоа што Лјупчо Ѓоргиевски не успе да го реализира во мандатот 98-2002 година, СДСМ и Зоран Заев го реализира сега во овој мандат. Зоран Заев Преспанскиот договор. Преспанскиот договор. Со името и сега со црквата, па добро, процесот на преговори
со Свеленската патриаршија почнува од она средба на Зоран Заев и на Оливер Добро, Спасовски ама сега се враќаме на тоа. Се враќаме на прашањето. Со Преспанскиот договор, што тоа? Ние изгубихме античкиот дел. Со Преспанскиот договор ние се нарекуваме Република Северна Македонија. Точно Македонија. така. Помеѓу И пишуваме директно дека се откажуваме од античкиот дел, не е ли така? Со Преспанскиот не се откажуваме од античкиот дел, се откажуваме на делот на Македонија. Во делот на Егејска Македонија што се роди, на татко ми роден во Егејска Македонија, татко ми роден во Егејска Македонија, не се откажува од античкиот дел на историјата. Ние се откажуваме тоа што го барат бугарите од 45-та година. Да, ставам збор, ние навистина се откажува, вика, во тоа дел од античката македонска историја. Сега се откажуваме од македонски. Нали, во црквата. Добро сега, па гледај го што пишува во тоа. Тамошната црква, оваа црква, која е таа оваа црква, народот на оваа црква. Што ги пречи? Охридска архиепископија? Не, ама нема што ги пречи. Каде има Охридска архиепископија? Еве сега, го признава Охридска архиепископија. Нема архиепископија. Охридска архиепископија е врзана со Северна Македонија, за да може да биде територијално дефинирана. Ама нема насов архиепископија, човек. Бидејќи Охридската архиепископија во незината историска форма стигала до Сицилија, стигала до Белград. Ако не даде територијално ограничување на територијата на денешна Северна Македонија, тогаш ние можеме да толкуваме дека Охридска архиепископија долариса доле. Со епархиите, нали, во Европа, во САД, во Канада, во Австралија, што тогаш? Тоа е сосема различно. Како е сосема различно? Тоа е сосема различно. Тоа се значи како задгранични комитети на ВМРО. Сосема различно. А тоа како функционират во диаспората македонската црква видовме на пописот. Испадна 70% албанци во диаспората. Станува збор, никаде нема, значи, никаде нема архиепископија, Охридска, и тој ти вика, како област, како диоцеза. Па како област. Диоцеза нема. Добро, диоцеза нема, бидејќи ние треба да преговараме со исто е признавањето на Украинската православна црква. Па чекај сега. Поистите принципи. Не ми е гајле Украинската православна црква. Чекај, ако нема признавање и ако е така лошо, зашто имате реакција на Руска православна црква? Зашто имате реакција, нема се извинувам, зашто имате реакција на Бугарска православна црква? Еве катастрофален е договор. Еве катастрофално е признавањето. Еве ништо не вреди. Сега реакцијата види. Зошто имаме таква драматична реакција? Сега нема драматична. Како нема? Сега со бугарската нема драматична. Како нема драматична? Чекај сега. Има бугарската, има српската, има и руската. Имаше ли реакција по Преспанскиот договор од страна на Бугарија? Имаше реакција. Ама сега Северна Македонија да нема претензии. Се тоа беше наводно, Тоа е договорено со грците. Со кого? Бугарите и грците е договорено. Кога во историјата се договориле бугарите и грците? Па во две балкански војни се на различни страни во однос на Македонија. Кога во историјата бугарите и грците биле договорени? Сега од 2006 синхронизирано работат. Од 2006 синхронизирано работат. Значи грците и бугарите, грците и бугарите седнали и договорени и не само тоа. А вие стварно мислите дека некој треба да се договори надвор од Македонија да работи против Македонија? Ами доволно им се македонците у Македонија. Тоа е посебно. Тоа е посебна приказка. Зар вие мислите дека треба да седнат Атина и Софија? Ама добро бе, јас нешто кое го знам. Знам дека има делегации, има представништва, има такви, нали, кои координираат действија. Ти што се мислиш? Дека нема тоа средба? Ако Цијас кажува во настапот на грчката национална телевизија дека јазикот македонски го имаат прифатено, за да не биде бугарски јазик, и тоа уште 1975 година го имаат грците направено. Значи вие тешко ќе може да ја продајте таа приказна дека грците и бугарите седнали и се договориле на интерес или на штета на македонците. Во однос на Македонија и србите може да се договорат, ама грците и бугарите дека ќе седнат од 2006 година кога кандидатството на Македонија, кандидатирањето за член на Европската унија, грци и бугари синхронно работат. Нека тоа да се слушне, синхронно работат и досега, и моментално работат. Мицов. Што сакаш, тука да ти дадам некакви други информации, посебни? Па сега, ајде немој. Пред 4 години
Синодот на Македонската православна црква. 3 или 4 Бараше мајка туку во Бугарија, ту не знам каде. Бараше, да не реча молеше. Да. Бугарската православна црква да биде црква мајка на Македонската православна црква. Панстение, Дедонаум и така натаму. Па одеше во Софија, Стефан одеше таму, даваше интервју на да. Бугарската национална телевизија, трескаше и тоа што треба и тоа што не треба и така натаму. 2001 или 2002 година се војне нишки разговори. Кај што жртва на тие нишки разговори е владиката Јован, кој не знае на време да се тргне, да свати каде оди возот. Подосна сите почна како Понтија Пила да се ги мијат рацете, владиката Петар, иде до Стефан, иде до Наум, сите кои беа вклучени во преговорите во Ниш. Во преговорите во Ниш ние признаваме юрисдикцијата, ај како да го наречиме тоа, за да може да сватат гледачите, на поглаворот на Српската православна црква. Дека македонскиот поглавар седи од десната страна и му ја признава юрисдикцијата, приматот на Српската православна црква. И тоа ние го прифаќаме. И ова се меѓуфази до ова признавање. Ова признавање во основа е многу подобро од Нишкиот договор. Никако тоа не е никакво признавање. Од преговорите со Бугарија што бараме да се црква мајка. Никакво признавање не е тоа. Сега, што е тоа? И јас сега се враќам и на прашањето за тоа. Зашо се бара признавање? Тука види, значи што ме гневат ме неколку работи. Принципиално. Првото, да не признаат нација, да не признаат јазик, некој да не признае. Второ, да се извинат. Бугарите да се извинат за 41-ба, за 44-та, така се. Добро, ако се извинат, што ќе стане? Ќе се вратат ке 25.000 убиени? Германија се извинила за нацизмот и кога се извинила, што е проблемот? Бугарската црква бараше признавање од Вселенска патриаршија? Бараше. Видите, вие разговарате кога да ние живееме сами на светот, не се извинам сега не. Барем вие ја знаете приказната дека Бугарската православна црква поради мешање во дијацезите на други цркви, беше во шизма или беше во раскол со Вселенската патриаршија, дека освен руското влијание во Бугарската црква, поради кое не може да не прифатат ко црква мајка или да прифатат да бидат црква мајка, една од причините е дека повторно ќе влезат во шизма или ќе влезат во раскол со Вселенската патриаршија, дека не сака тоа да го раскидат. Бугарската црква со екзархијата ова секогаш го сметало ко свое подрачје. Дека Охридската архиепископија сметале како составен дел, затоа е реакцијата на Бугарската православна црква со името Охридска архиепископија. Ама нема Охридска архиепископија, бе човек, има Охридска црква. Охридска архиепископија, најде го кај е Охридска архиепископија. Најде ми го бе, ќе признам кога ми го најдеш. Нели со ќе станеш што да ми се полека. Ама добро, ама чекај сега, најде ми го. Ама зашо јас сум дошол тука на некоја куцена машина таму си. Ема ништо, сега тоа е официјален документ. Името на Македонската православна црква е сменето. После формирање на православна архиепископија од Јован Вранишковски. Тоа се случува после 2000 Македонска православна црква, цркичка, Охридска архиепископија. Сега нема да имаш Македонска православна црква. Па ако треба да се признае според името на државата, нема македонска, имаме Северна Македонска православна црква. Чекај сега, не. Па што ви е вас поприфатливо? Ќе има само Охридска. Што ви е вас поприфатливо? Не, нема. Они се повикуваат на традиција, нема Охридска црква, се повикуваат на традиција на Охридска архиепископија. Ама кај се повикуваат на традиција? Тоа е суштината на признавањето. Суштината на признавањето. Излага Српската православна црква, фрла дрва камења, дека Македонска црква е составен дел на Српската црква, излага Бугарската црква, фрла дрва камења. Не можеме. Тие се глупи, и тие се глупи, че ништо не. Па во втора точка си пишува дека еве управните прашања кои имаме го нив. Излага Руската православна црква, вика тоа е забивање нож во грб и дека не таква нешто забивање нож во грб нема. Па формулацијата на Руската црква дека Вартоломеј се однесува како римски папа. Тоа е формулацијата. Како римски папа, така е. Дека патриарх, дека Руската и тоа и Вселенската патриаршија тие се во конфликт. Тоа се јасно дека е во конфликт, ама станува збор ние ништо практично не добиваме. Ние одземаме, ние губиме и македонско. Значи ние не сме признати. Па не сме признати. Значи ние нешто не сме добили. Чекај сега, ако сме признати, зашто ќе водиме преговори со Србија? Тогаш зошто слават? Кој слави бе?
Слави СДСМ, слави владата, Слави и Слави договорот со слави Бугарија. синодот, слави ВМРО ДПМН, слави пријател од ваш од Будимпешта Никола Груевски и тој слави. Тоа се покажува. Единствено вие не славите. Тоа се покажува кои се сега, кои се за Македонија и кои се против Македонија. И добро. Ето тоа ти. И зошто имаме реакција на Руската црква која вели дека ова е неприфатливо. Ако е ова така лошо, ако е катастрофално, ако е никакво... Тука не става збор. Овде се сечат вени, овде се сечат... Ајде да збориме точно сега како е точно тоа. Нема неприфатливо. Руската православна црква вика така. Значи, вика дека за Руската православна црква си останува тоа е дека македонската е под юрисдикцијата на српската. Како го вели и патриаршијата. Се останува на Светата црква да ги уреди управителна. Нема израз неприфатливо, нож во грб. Тоа се си твои интерпретации. Автокефалноста. Значи, имаме канонско признавање и автокефалноста. Каде е автокефалноста? Автокефалноста можеме да ја добиеме во преговори со Српската православна црква. Теоретски можеш да добиеш се. Од каде бугарите добива? Добива, бидејќи не постоеше во тој момент друга држава во преговори со Цариград. Сега и јас се чудам, дури под притисок на Сталин, барем вие знаете бугарската историја, под притисок на Сталин е призната автокефалноста на Бугарската православна црква. Претходно беше на ниво на екзархија. На ниво на екзархија функционира како Јован Бранишковски. Не знам зашто правите смут во целата работа. Нема смут. Кога вие ги познавате овие работи. Па ги знам и затоа сакам да биде чисто. Затоа што луѓето тука ги лажат сите. Ето тоа сите ги лажат. Сега вие ќе ги отворите очите. Пошто сите ги лажат, вие ќе ги отворите. Лажат затоа што практично ти ништо не добиваш. Како со тоа? Што добиваш со договор со Бугарија, бе? Што добиваш со Преспански договор? Откажуваш се од античката македонска историја. И што за да влезеш во НАТО? Што тоа? А сега се откажуваш од македонско да не го користиш за што? За да биде сослужение и за да биде тоа, за да може дебелиот Стефан да оди таму на сослужение со нив. И сега јас тоа сакам да кажам, во 2013 со таа група која создававме Македонски манифест, имавме средба со поглаварот и со некои владици. И директно ги прашав тогаш, колку цркви се непризнаени? И ми одговарат 7-8. Викам, добро, кога се 7-8 непризнаени, зашто не се соберете, не се взаимно признаете и вие нема да признаете другите? Ето тоа ти е сега. Ние збориме се едно, не сме 21 век, канонско правило, бе. Какво канонско правило, бе? Какви са тие глупости? Некој ќе ме признава мене. Како ти те признава? Ти не ме признаваш, не ме почитуваш, јас не те признавам, не те почитувам. Чиста работа. Нема тука тоа. Ние бараме сега признаване, ама сега тоа. Зашо? Еден од владиците тогаш ни кажа, ние сакаме да шетаме. Сакаме да шетаме делегации, да одиме тоа. Па признайте се тие кои не се да признаете, па шетајте мајка му кога сакате да шетате. Што имаме ние? Ние имаме ли тоа? Имаме ли верници? Имаме. Имаме ли згради? Имаме. Имаме ли црква? Имаме. Добро, кога имаш тоа нешто, што ми е гајле кој ме признава? Што ми е гајле кој ме признава? Добро. Мора да си последен идиот да бараш признавање. Кај живеете вие? Шо, живеам тука. Така, со комшиите комуницирате? Ретко. Со овие колеги на работа комуницирате? Со неколку само. Така? Да. Кога ќе напишете книга, сакате да купат луѓе да прочитат книга? Кој сака, ќе купи. Телевизија гледате, претпоставувам. Мобилен телефон. Телевизија не гледам, малку во интернет, телевизија практично мобилен телефон од 2 години не. Значи вие не сте Робинзон Крусо, нели? За да живеете сам на светот. Да не зависите од признавање на другите, да не комуницирате со другите. Ова што вие го кажувате, ова викање, нели? Всушност асоцира дека ние треба да бидеме ко Робинзон Крусо. Имаме зграда, па не и он имаше таму, имаше банани, имаше направено некои импровизирани кукички, можеше да живе.
Ајде сами да живееме. Па добро е, така се укуцавме 11 години од вакво размислување. Се укуцавме 11 години антички Македонии, вакви Македонии, такви Македонии. И бевме предмет на подбипеза во светот. Кој го светот? А сега сме за подбив. Не. Сега сме за подбив, пошто ние немаме ни држава, ни институција. Па немаш држава. А кај живееме? Па тоа е формално држава. Како е формално? Па формална е држава. Нема воопшто држава. Каде живееме моментов? Живееме на една територија. Има пари? Имате лични документи? На крај крајава сте... Имаш лични документи кои ги менуват. На крај крајава се дошли од Бугарија во Македонија живеете. Добро да е сега и шо Како се дошли во импровизирана држава? Па документите се менуват. Кој ви дозволил вас да речеме од Бугарија кога се дошли овде, ви дале држављанство, ви дале патни исправи, ви дале лична карта? Па значи постои држава, функционира, не може така. Не можете така нихилистички да се... Како нихилистички? Воопшто нема држава, човече. Па нема. За тебе може да има, за мене нема. А зашо што ви прават вас? Па што ми прават? Ве колат, ве прават. Па нема тоа сега. Кое право е вас на пример загрозено за да нема држава? Па секое право ти е загрозено, пошто ти Кое е загрозено? Па секое право ти е загрозено. Нема, кое конкретно вас ви е загрозено право во Република Македонија? Не северна во Република Македонија, без разлика на тоа. Како не во северна во Република Македонија? Нема Република Македонија. Од кај земате плата вие? Па сега од тоа. Од Северна Македонија? Ја откажувате, ја враќате? Сега тоа. Не земам, види сега плата. Ја враќате платата. Чекај сега. Таму им пишувате не сакам плата бидејќи ова не е држава и ова не е Република Северна Македонија. Ја живеам во Република Македонија. Во Република Македонија кој живеете, ќе ме вратите платата принципиелно, еве тука на пример. Книга пишувате, Тоа не ти дават плата тоа. Платата е од каде добиваме плата? Добиваме плата од македонскиот народ. Не добивам плата јас од тие шутраци кои управуваат. Пошто и тие ги плаќа македонскиот народ. Вие не знаете вашето делче од платата од кого е? Може и од турскиот народ или турските граѓани. Може би од тие 3000 бугарски граѓани. Бидејќи тие 3000 бугарски граѓани плаќаат данок. Како што и албанските граѓани. Тие пари влагат, тие пари влегуваат во буџетот, тие пари влегуваат во буџетот. Не ми прави философија и ти си правиш си финти и тоа. И воопшто не ми се бендисува таа работа, пошто гледај, на белото јас не сум навикнат да гледам, да викам черно и на црното бело. Добро, Мицов. Сега кој е навикнат така? Мицов, ви имавте пред 2 години во ова интервју, без нервоза. Како без нервоза? Ама без нервоза, се пријатели сме. Нема нервоза. Не, седи. Нема, сега јас, види, јас имам достоинство. Јас имам достоинство. Сваќаш? Достоинство имам. Јас не може некој да ме зафаркава и тога да ми збори. Ама држава, ама не знам шо. Не ли гледаш бе дека немаме држава? Каде ти е државата? Шо? Кој те управува бе? Кој ти е министр, председател? Кој ти е надворешен министр? Кој ти е надворешен? Глупости! Ще ми збори. Govnarska работа. Хајде сега. Тука не сум на тоа. Еле, немој ко Сашо Тасевски, врати се. Кајде? Нема такви работи. Еле, ајде, врати се како. Еле да го завршиме разговорот. Нема што да завршам и толку. Јас ти кажам. Сега ти си мислиш дека тука се како овие шалабајзери дека ги каниш и ајде сега, ајде тука така. Ајде сега, не биди ковија рубља патриоти, вела. Бели. Толку. И веќе ќе ми заборавиш и телефонот и тоа. Книгата ми е поклонела. Врати се. Тоа се случува, почитувани гледачи. Така е радикализирана ситуацијата во Македонија, толку е драматично во Македонија, толку се тензиите помеѓу луѓето издигнати на едно високо ниво, што од еден обичен разговор, од едно обично прашање или неколку прашања кои ќе се постават, стануваат вакви работи, тоа се случува. Никој не е среќен кога некој ќе стане од интервју, и тоа не е ни прв, не е ни последен. Да сме живи здрави, ќе имаме и други емисии, ќе имаме и други интервју. Добра книга. А видите како почна убава на книгата. На телевизискиот ас Васко Ефтов за нашата многогодишна плодна соработка. Срдечно од авторот Стефан Влахов Мицов, 11 мај 2022 година.
и одеднаш телевизискиот ас испадна некој кој го изнервира Стефан Влахов Мицов. Се надам дека ќе поправиме односите. Сме пријатели 10-15 години. Ја почитувам неговата работа, посебно делот за македонштината. Се случува вакви работи. Се случуваат и во животот. Во една фамилија има конфликти, подоцна се смирувате, се поправат пријателствата, да сме живи и здрави. Се надам дека по некој месец повторно ќе имаме интервју со Стефан Влахов Мицов. Тоа е тоа, почитувани гледачи. Во оваа професија вакви работи се случуваат. Ако вие не сте подготвени на вакви работи, тогаш треба да седите дома, да не се бавите со јавна функција, да чувате деца, да пуштате машина за перење, да пружате алишта, да пеглате алишта, да правите ручек, да одите во Веро или да одите во Тинекс и да не се бавите со јавна функција. Во момент кога ќе решите да се бавите со јавна функција, ви имате одредени права, привилегии, но имате одредени вакви работи кои ви се случуваат. Одредени пријателства кои се расипуваат или кои се растурат. Зошто? Бидејќи сте поставиле прашања кои на луѓето не им се допаѓаат. Кое е решењето да не поставувате прашања кои на луѓето не им се допаѓаат? Па тогаш не би биле Васко Ефтов. Без 25 или 30 години инвестирам во правото да можам да прашам и да кажам се. Па макар и да грешам, никој не е безгрешен. Сите ние грешиме. Само вие кои сте од таа страна на екраните и кои сте на социјалните мрежи сте безгрешни. Грешат Евровизија, грешат фудбалерите, грешат кошаркарите, грешат новинарите, си да грешат. Само луѓето кои седат дома во папучи не грешат ништо. Знаат се. Најмногу знаат за работи за кои прв пат слушаат во животот. Тоа е суштината на битисувањето во Република Македонија. Кога сум одбрал да се бавам со оваа работа, сум одбрал дека ќе има и вакви моменти. И дека вакви моменти кои се повеќе од 20 во мојата кариера, нема ова да биде ни прво, нема да биде последно, ќе има веројатно уште луѓе кои ќе станат од интервју, но суштината е кога ќе си легнете, да немате грижа на совест, да знаете дека сте направиле вистинската работа. Јас, после секоја емисија, чувствувам олеснување, бидејќи сум го кажал и сум го направил тоа што сакам да го кажам. Тоа што сакам да го споделам со вас на начин како што најдобро можам да го направам. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вечерва имаше дел на моја говоранција анализа и скандалозно интервју со Стефан Влахов Мицов. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење, недела 22 часот. Интервју со Тодор Чеперганов, до недела во 22 часот. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.